Почитувани медиуми, почитувани граѓани, денеска сум навистина сретна што заедно со дел од воспитувачите и со директорите ќе разговараме за кариерниот развој во градинките или за кариерниот можностите за кариерен развој на воспитниот и наставниот кадар кој што се наоѓа во градинките. Навистина за прв пат се воспоставува законски поставен систем за кариерен развој, што значи дека тие сега не само што ќе се вработат како воспитувачи, туку ќе може и да растат во својата кариера. Дополнително е важно да се извести јавноста дека за прв пат се случува големо зголемување на платите во градинките. И тоа сега со јунската плата сите воспитувачи, негователи и целиот стручен кадар во градинките доби повеќе од 16,38% повачување, или би значило дека ако еден воспитувач со високо образование досега имал плата од 20.546 денари, сега истиот тој воспитувач со 15 години стаж би имал 25.511 денари стаж. Или во просек, да кажеме, сите би добиле покачување од повеќе од 3000 денари, зависно и од стажот, така се покачува и сумата. На овие 16% изголемување кои што ги добија со јунската плата исплата во јули месец, истите тие ќе добијат и покачување од 5% од септември, што значи дека за една година целиот кадар во градинките ќе има покачување од 21%, што во историјата во Македонија е за прв пат толкаво покачување. Ова не значи само покачување на платите во градинките, ова значи инвестиција во кадарот кој што е вработен таму и кој што со години беше запоставен и не му беше покачена платата, затоа што тие се основата на образованието. Тие ги воспитуваат и тие ги образуваат нашите деца и им даваат можност да бидат многу попродуктивни како граѓани на крајот, затоа што ако имате добар старт во градинка со образование, после понатаму тоа е подобро и во основното образование и во средното образование. И токму затоа ние како влада инвестираме и во капацитетите за да може да имаме повеќе деца во градини. Вие знаете дека процентот на деца во Македонија е не повеќе од 35-6% во предучилишно образование, европскиот стандард е 98%, ние како влада си поставивме таргет за зголемување од 50% на вклученоста на деца во градинки и токму затоа буџетот за инвестиции во капацитети за деца во државата е зголемен за 300% од минатата година. Дополнително досега изградивме 24 градинки, најголем дел во руралните средини, затоа што опциите или можностите и за тие деца треба да бидат воспоставени во оваа држава и дополнително 15 милиони евра имаме поддршка од Светска банка со цел да го зголемиме капацитетот во наредните 4 години да го достигнеме овој таргет од 50%. Јас сум Ангела Ангеловска-Усовска, директор на детската градинка Мајски цвет во Скопје. Би сакала да искористам оваа прилика јавно да се заблагодарам во мое име и во името на сите вработени во градинките на Министерството за труд и социјална политика, особено на министерката, бидејќи после долго време за прв пат во предучилишното воспитание и образование се случуваат позитивни промени. Значи со измените и дополнувањата на Законот за детска заштита се зголемија платите на вработените за 16%, како што кажа министерката. Исто така за прв пат е преупишан и кариерен развој, значи ќе може да напредуваат и воспитувачите, и негователките, и стручните работници и соработници во својата професија. И сето ова мислам дека делува мотивирачки на кадарот, кои и досега и покрај ниските примања мислам дека безпрекорно ја извршуваа својата работа и беа ентузијасти. Меѓутоа е ова мотив плюс да дадат се од себе, бидејќи ова е професија која пред се бара љубов кон децата. Покрај сето ова, значи се случуваат и промени за подобрување на квалитетот на предучилишното воспитание и образование. Имавме обуки на воспитувачи за колегијална поддршка, кои понатака би биле поддршка на секој воспитувач во неговиот професионален развој. Исто така во тек е изработка и на национална веб платформа за воспитувачи, за наставници, кој што би била место која е помош и поддршка во планирање на нивните активности, во подобрување воопшто на квалитетот. Сето ова придонесува за подигнување на достоинството на воспитувачот и на достоинството на професијата учител, која е многу благородна. Благодарам министерке за се што направивте за нас. Значи, ако еден воспитувач се вработува како воспитувач, до сега тоа беше единствената кариера што тој во текот на својот живот ќе има или да ја напушти градинката. Но за да може да биде одредено работно место атрактивно, треба да има можност и скалила за искачување. Па затоа имаме воспитувач советник, воспитувач ментор, па имаме раководител на клон или на објект, што значи дека може кога ќе помине овие скалила да стане раководител на објект и да не води група, туку да
ги менеджира сите групи и да биде одговорен за истото. Значи дека на истото се случува и со негователот, и тој може да стигне до неговател ментор. Целото ова е пропишано во законот и сега систематизациите се нови во градинките согласно новите упатства од законот и токму затоа сега тие ќе ги позиционираат сите на исто ниво и понатаму како ќе се надоградуваат, како ќе се обучуваат согласно заработниот стаж, согласно оценките, тие ќе си напредуваат во својата кариера и навистина сметам дека ова нешто недостигаше за да може да кажеме дека градинката е атрактивно место за вработување и дека ќе го имаме најдобриот кадар. Дополнително направивме и ограничување кој може да биде неговател. До сега можеше со секое средно стручно образование да се биде неговател. Не, навистина ни е потребно да го вратиме квалитетот и Македонија памти каков тип на негователи сме имале во градинките, токму сакаме да го вратиме тоа кај најголем број на медицински сестри, лица кои што завршиле да речеме биологија, хемија, но општа гимназија, за да може да се подигне и квалитетот во предучилишното образование.